Арсланот кога собрал Астер. Чита Александар Станойков. Некојаш собрал Арсланот Астер од сите животинки што имал на земјава и наредил на табори со ред. Чешит, дури да ти е страв да му се опулиш. Чунки имаше од сите чешити животинки. Имало едно магаре и едно зајаче. Од кога ја нареди војската убао Арслано, беше ја викнал мечката и беше ја натерал да и прегледа табурите дали се тарно наредени. Поминала мечката покрај војската и му се пулела со ред на сите. Кога дошла до магарето и до зајачето, се изнасмејала еднашка. Што ми се смеиш, мури по сестримо мечко, му рекол Арсланот. Дали не ми бендисуваш наредбата од војската како што сум ја наредил? Ако не те бендисуват, мури мечко, мури по сестримо, изим ти дам, ти да ја прередиш поарно ако можеш. Не, честити царе, не се смеам за твојата уредба што си уредил. Чунки јас кај можам да излезам пред тебе помари ветлија за да ја прередам војска? Туку се смеам на магарево и на зајачево, чунки и тие дошли и се наредиле во табуриве. Ами кај може тие да трајат во бојот ако се отворит? Зер магарето ќе може пушка да држит и сабија да вртит. Ами пак зајачево, кај може да стоит со гради спроти душманот кој ќе се биеме? Ето за тоа се смеам, царе. Не е така, мури мецо, е рекол Арсланот. Не, ти како што велиш за магарето и за зајачето, оти 10 за потреба. Ако не чинит магарето за пушка и за сабија, ќе чинит за борозандија, за да свири со боријата, за да збира ордијата, која ќе биде растурена по редови по долови, а пак зајачето ќе служит за поштаджија со неговата брзина за да разнесува табери по сета војска. Мецо, што велиш на ова згора? Нема ништо да речам, честити царе, рекла мечката. Вистина така е, арно ти ватил умот, и за дека си поумен и појунак од сите, да затоа те сторил Господ цар. Вистина, и јас сум голема во главата, ама не сум умна како тебе.